Градоначалникот на Солун, Јанис Бутарис, вели дека Република Нова Македонија и Северна Македонија се двете компромисни имиња на кои Грција би се согласила. Според него, Грција никогаш нема да го прифати името Република Македонија и дека мора да се најде некакво компромисно решение. Интересно е што градоначалникот на Солун, кој неодамна беше во Скопје, вели дека со новото име Македонија би можела да најде нов идентитет за самата земја и за незините граѓани. Додека трае лицитирањето со староновите предлози за нашето уставно име, јавноста е во очекување на средбата на двајцата преговарачи со посредникот Нимиц, закажано за средината на следниот месец. Шефот на дипломатијата Никола Димитров во интервјута за Радио Слободна Европа вели дека Македонија не смее да се плаши да влезе во овие преговори и дека ќе влезе со добра верба во обид да се надминат разликите. Предлог на маса нема. Мислам дека тоа ќе биде проценка на медијаторот Нимиц, согласно динамиката и неговата оценка како се одвиваат преговорите. Тој може да почне релативно брзо со хартија на маса или може да гради постепено кон некаков предлог. Ке зависи од неговата проценка. Контекстот и тајмингот го диктираат и други околности. Покрај за преговорите за името во следните неколку месеци треба да се очекуваат и резултатите од комисијата која ќе треба да ги ревидира учебниците од иридентистичките мапи и наслови за кои се уште е нејасно дали ќе бидат на паритетна основа.